отвори очи околу тебе. Ислам ни беде, ислам ни беде, ислам ни беде, отвори очи околу тебе. Апсолутно неприфатлив за македонци. Него ќе следат други уцени, други барања. И сите тоа добро го знаеме. Затоа на такво нешто не смееме да помислиме, а не да го направиме. Не ЕУ, свети ЕУ нека доаѓаат одека. Гледате тие безобразници, више отворено ти кажуваат, абе не се толку битни реформите, горе доле, ај ние ќе ги завршиме тие со вас. Тоа ти каже у потекст, дајте ви отворете уставот, бугарите примете ги в уставот. А за 17 пресуди на Страсбур против бугарите и бугарскиот однос кон македонците во Пиринска Македонија вака мижат, со две очи уште раката вака ја стајле. Случајно да не видат што се случува, каква е состојбата на теренот, каква е објективната ситуација, какви се фактите. Затоа не треба да отстапиме против бугарската пропаганда антимакедонска, додека постои у Македонија треба секој од нас вака да се бори. Секаде кај што ќе ги сретнете, било каде да им кажувате у лице. Ви имате право на тоа, затоа што нивното однесување во Македонија е навредливо, неприфатливо, насочено против македонскиот народ, против оваа држава, против власта. Гледате секој дневно на удар се закануваат. Некој сега ми прати видео од Муцунски, нашиот министр за надворешни, вика тебе те цитира. А ја тоа години го зборам. Им го кажем на Бугарија, со години наназад. Само народ кој не е сигурен во својот идентитет, за својот идентитет бара потврда така што го негира туѓиот идентитет или идентитетот на соседот. Не е битно, може тоа Муцунски сам си го знае, ама сакам да ти кажам, ми пратија негов видео и ми пише да и вика министрот те цити. Дај Боже, не е битно. Не е битно. Битно се слушаме. Се слушаме. Ако е така, супер за мене, значи имам некое влијание и во власта и некој ме слуша, топ, нека, нема врска. Секој помага на начин како што знае и умее. Тоа е взаемно купување во позитивна смисла. Еве, јас зборам исто за апсење на бугарашеви уште години. Сега ако го уапсиле овој, ако го осудиле, што не значи дека мене некој би ме копирал, него тоа значи дека сме во комуникација. Не јас и власта, него принцип народот, власта е во комуникација со народот, го слуша народот. Ги слуша неговите потреби. Ги слуша неговите стравови, надежи, јанзи, поимања и постапува соодветно во интересите, за интересите на својот народ. Многу е просто, небитно е кој што кажал, како кажал, каде кажал. И баш ми е драго сега која пратија, која чув неговата изјава. Години им го кажем тоа на бугарите, а уствари тоа поише насочено беше и кон нашиве, да сватиме кои се бугарите. Замислете, децении и децении они се занимаваат со нас, со нашиот идентитет, со нашата историја. Замислете какви јадници се тоа. Каков народ е тоа, наречи го народ во наводници, со колку ниска самодоверба. Со декади да се занимаваш ти со македонскиот народ, да го негираш, да го шиканираш, да го сопнуваш, да му ставаш пречки, каде стигнеш. Замислете колку е тоа јадно. Дали има друг народ во Европа, во моментот во Европска унија, кој што на тој начин се обидува да го негира својот сосед? Дали постои таков друг народ? Може би постојат некои две племиња тамо во Африка, негде кај што едново го негира другово и не верувам и за тоа. Ова што го прават бугарите со декади, особено последниве неколку години, е примитивно. Е нешто нечуено, невидено, недозволиво за европската цивилизација во денешно време. Такво примитивно однесување. Однесување на какви пештерски луѓе они имале почит едни спрема други, веројатно многу поголема. Тоа е невидено, залутан, избеган народ од себе. Таква потврда ти да очекуваш со тоа што ќе го негираш другиот за тоа кој си ти. Поради такви
будали, се случи она што се случи 91 кога почна крвавата граѓанска војна во Југославија. И тоа не го знаат. Ете, цело време Југославија и Тито им се уста, ова барем да го науча. Дека ради такви будали почна тој колежот тамо, 91 година. Босна и Хрватска. Затоа ќе им се случи нив тоа еден ден. Верувајте, ќе им се случи граѓанска војна еден ден крвава, не у НАТО да се усвети, НАТО да се. Па тогаш може ќе научат нешто. Ако воопшто научат. Затоа не треба да им се молчи. Да, досадно е све, исцрпувачки е, да, ама не случајно јадем, мислите, јас сакам да јадам говна за бугариве толку, дај Боже да беа нормални. Како што се правеа дека се нормални, фини, сменети кон нас со години. Па дури не убедија, сменија бугариве конечно ово. Мада кој ќе отидев тамо често пути, дали приватно, дали со театар, пак налетуев на некои такви чудни ликови. Обаче ти сербски говориш. Не вика македонски. Кирил и Методи, българи се така. Не се викам българи. Налетуев. Ама генерално официјалната политика беше многу кротка кон Македонија у тие години. За после да паднат маските. После договорот во нивици. Да го покажат вистинското лице. Дека тие само ги криеле нозете сите тие години. Од самостојувањето на Македонија 91 година. Да го покажат вистинското лице. Најпримитивното. Ја не знам тие во Европска Унија како ги толерираат. Го гледаат тоа каков е тој однос. Гледаат што бараат. Па било кој народ од Европската Унија да му го спори соседен народ ова што Бугарија нас не го спори. Очи ќе му извадат. Очи ќе му извадат, луѓе. А овие очекуваат од нас да седиме мирни вака, не врзани рацете, ама да не бидат мирни у стело вака залепени додека Бугарија не ги вади очите. Замислете го, абсурдот каков е. Оди кажи му ти на французи, не си французи, него си германец. И обратно. Оди на германец, појма немам, кажи му дека си енглес, мада тие имаат со англосаксонските тие вакви, па имаат некои корени преку кралските линии се изврзани. Ама ме го разбирате споредбата горе-доле, ми ја разбирате. Оди нека, оспори, појма немам, словенец на Хрват, да му каже, вие сте словенци, вашиот јазик е словенечки, вие имате словенечка историја. Оди нека му каже. Знаете каков скандал ќе избие тоа, да почне на таква политика, пример, да води Словенија кон Хрватска или обратно. Тоа не можете ни да го замислите, пошто не може да се случи. Али што се однесе до Македонија, све може. Бугарија кој е упрашање. Пиздурчето на Европската Унија, кое што влезе благодарение на местоположбата географска на Црно море што искача. Исто како Романи, иначе кур ќе влезеш во Европска Унија. До ден денес купа кола у Бугарија не можеш достаеш ке ти ја украдат. Европска Унија биле у 10 Европски Унии нека се. Зашо правиме муавет? Значи не е све. Не дека ако си политичар на власт, дека по дефолт само парите интересираат у животов. Не е тоа секогаш така. Не е секогаш така. Да, политиката е најчесто кај нас оди у политика да се направат пари, но не значи дека оние што се на власт секогаш само парите им се битни. И има некои други овие скриени качиња у човечкиот ментален склоп, у човековата душа, што понекогаш у некои ситуации не ти даваа да седиш мирен. Што не се поврзани со материјално и со пари. Ова е таа ситуација. Тоа е чувство за одговорност дека сепак водиш држава, се грижиш за еден народ. Ти си во служба на еден народ. Ти мора да го заштитиш тој народ. Мора да го заштитиш од понижување, од напади, од пропаганди, од манипулација. Мора да го заштитиш од смрт, тоа е од исчезнување. Затоа што си ти дел од тој народ.
Затоа што некои работи не можат преку ноги да се избришат со гумичка, како што е чувството на припадност национална. И видовте вчера, светско првенство почна. Мексико, Јужна Африка, после овие Канада со кој со Чешка, со ова. Видовте ли? Пичка му матерна. Чудо невидено, гледам сите ја пеат химната. Абе, викам, не се нормални овие жими, мајка. Ги гледаш тоа, мексиканците ја пее химната и уште и плача, и сите ја пеат и плачат на химната, и овие у публика ја пеат химната и плачат, жени згодни, убави. Онака. Ке речете најбитно е ботоксот, филерите да ги достави. Не бе, на химната станале вака солзи течат, плаче. Играчиве ненормални. Ненормални. Сите химната ја пеат. Кур, сите химната да ја пеат. Бар еден да чутеше нешто, да не ја знае химнава, да. А тоа нешто познато ми е. Која сите не ја пеат химната. Сваѓате зошто е битна, зошто се некои работи толку битни, а наизглед толку неважни. Што некој се подсмева со нив, како оној Тричковски. За негови работи се неважни. И он се подсмева. Благодарение на своите подивеани комплекси. Фантазија, вика, била нашата историја до 41-а, фантазија на Мали Џокица. Мали Џокица ти угачама будало една. Демекона Мисирков што го пишува за македонските работи, фантазија било. Фантазирал. Овој Ѓорѓа Пулевски исто така. Кирил Печиновиќ исто така. Фантазии, фантазирале за слобода на Македонија. Се било фантазија до 41-а. Стивен Спилберг не измислил, не Тито. Ако бил жив тој Стивен Спилберг 41 година, ако се родил уште. Не знам која година е роден. Али секако, појма немам. На Бунјуел може сме фантазија, а, Тричко? Пичка му матерна, не знам. Може Бунјуел има некој филм снимено овака, што се вика Фантазијата Македонија. А? И одма, на сите бугарашки портали иде неговата изјава со слика. Рага. Си прави слава човекот, популарност. Пошто меѓу македонците налитува само на омраза, али бугариве си го сакаат многу бугараши во Македонија. Секоја негова изјава иде онака, главна вест на тие нивните бугарашки портали. Фантазија било, викаша 41-а. Што не кажа од 45-та дека е фантазија вако бугариве што кажуваат. Оти малце е глупа што кажа 41-а. Оти ја знам овие што се собрале да се борат против германскиве и бугарскиве фашисти, нашиве дедовци, имале некоја идеја за слободна Македонија. Рецимо да не се презиваме, да не ни натураат туѓински презимења, мада и тоа со оф на бугарите е преземено од македонските Словени, која доаѓале тамо од Монголија, од Татарија. Али еве да кажеме, морало тогаш сите нов да бидеме, ако тоа од нас го имаат преземено, нема везе. Им сметало, ја тоа го знам. Оти фантазирале. Па затоа се собрале да се тепаат против германците, италијанците, балистите и бугарите. Оти фантазирале. Ама за некоја слобода фантазирале, за некоја слободна држава. Фантазирале за да зборат да учат да се школуваат нивните деца на македонски јазик, да имаат македонски институции, македонско собрание, македонски театри, македонско ова, македонско она, македонска култура. И замислете тоа го добиле, пошто го фантазирале, Тричко? Интересна работа, ако фантазираш, можеш некојаш и да добиеш тоа што го фантазираш. Ама галиба за некој да го почне да го фантазира 41-а, мора некако од претходно да му било у глава, Шо викаш ти? Некоја деценија од претходно да му било у глава тоа више.
таа фантазија, па само се појачуела. И кога дошло вистинското време, отишла до плафон, фантазијава. Бабе, болje да ве издркале вашите татковци у чаша него што ве направиле. Да ви ебам мајката, да ви ебам. Собствениот народ толку да го презиреше, да се подсмева, што не... Тоа е просто не можам да го сватам. Затоа е многу важно и ние угризот да не го попуштаме. Они касаат, ќе касаме и ние. На удари, со удар се возвраќа. Не со ќутење, со тргање глави, да ме кажа, стај ги бугарите, не постоја за нас. Не е така. Не е така. Да е така, и нивната тактика ќе биде другачија. Ама не е. Нивната тактика е исцедување психолошко максимално. Секојдневно бомбардирање. Нема ќутење. За говнарите со говнарски цевки. Ви текнуе на таа реплика од кој филм беше? Од Среќна нова. За говнарите со говнарски цевки. Другачи не разбираат. Така да уште еднаш, пред се голема благодарност до македонските власти, полицијата, обвинителството. Имате од нас полна поддршка да апсите, да ги апсите, да ги прогонувате сите непријателски субверзивни елементи кои што ја подкопуваат држава или шират бугарашка пропаганда. Фала многу пријатно.